Добар ден, почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е бугарскиот историчар Чавдар Маринов, голем познавач на македонско-бугарските историски несогласувања. Иако не е член на мешовитата експертска комисија меѓу двете земји, со господинот Маринов разговараме во време кога се разгорува дебатата во двете земји за тоа чиј е Гоце Делчев, а од бугарска страна стигаат закани дека може да ја напуштат работата на комисијата. Господине Маринов, чиј е Гоце Делчев? Па, јас мислам дека на некаков начин Гоце Делчев е и на Бугарија и на Македонија, но секако тоа се прашања кои што би требало на некаков објективен, без така националистички каузи да се решава, да се дискутира, да се дебатира меѓу историчарите. За жал, многу често историчарите се именно ангажирани со некои националистички каузи кои што секако не дозволуваат еден објективен пристап спрема вакви историски прашања, како што да речеме идентитетите во Македонија пред еден век и така натаму. Но да, на некаков начин мислам тоа се прашања кои што немат конечен одговор. Тие секогаш ќе бидат предмет на некаква дебата која што треба да се води спокојно, без навреди и на некаков во рамките на еден диалог без националистички цели. За жал, она што го гледаме денес е токму спротивното. Барем од бугарска гледна точка си гледаме една многу јасна националистичка ангажираност на историчарите. Зошто Бугарија има проблем заеднички да го чествува Гоце Делчев на 7 октомври? Во што е проблемот? Тоа е денот, за гледачите, тоа е денот кога моштите на Гоце Делчев се пренесуваат или почнуваат да се пренесуваат од Софија во Скопје? Целосно, моментот во кој моштите на Гоце Делчев се пренесени од Софија во Скопје е поврзан со така нареченото предавништво на Бугарската комунистичка партија по 1944 година, во почетокот на режимот во Бугарија, по Втората светска војна, меѓу 1944 и 1948-1949 година, кога што всушност Бугарската комунистичка влада признава посебен македонски идентитет и дури на некаков начин исто така го поддржува и во самата Бугарија, во Пиринскиот крај. Знаете, тоа е периодот на културна автономија во Пиринскиот дел на Македонија. Јасно е дека од бугарска, така да речеме, мејнстрим националистичка гледна точка, тоа е еден период на големо предавништво спрема бугарските национални интереси. А во 40-тите години бугарските комунисти не само што го признаваат, туку и работат на афирмација на македонскиот национален идентитет. 20 години подоцна Бугарската комунистичка партија зазема сосема спротивен став. Што се случува во тие две децении за да се промени ставот? Значи да, случуваат се многу работи кои што почнуваат секако уште во 1948 година со конфликтот помеѓу Тито и Сталин. Тоа е всушност еден прв така згоден случај за бугарските комунисти да го на некаков начин проблематизират македонскиот идентитет, посебно јазикот. Тогаш во првиот момент големиот проблем е начинот на кој што се стандардизира македонскиот јазик, кој што од бугарска гледна точка е премногу србизиран. Така да, всушност се случуваат многу работи во тие 20 години, највеќе доаѓањето на власт на една нова генерација, да речеме, на еден нов состав на партискиот врв, начело со Тодор Живков, кој што очигледно има многу по-националистички, една навистина националистичка гледна точка спрема Македонија. Беше соопштено дека е постигната согласност за заедничко чествување на Свети Кирил и Методи и Свети Климент и Наум Охридски, цар Самуил. Колку има смисла во 21 век да разговараме за средновековни личности низ призмата на модерните нации? Да, па за мене лично не постои никаква смисла во тоа, но очигледно е дека во таа националистичка логика, барем од бугарска страна,
Тоа се некакви прашања кои што се уште се сметат за битни, за прашања кои што би требало на некаков начин да се дебатират. За мене навистина е апсурдно да се гледа врз средновековните личности, ликови, настани преку призмата на модерните нации. Уште во 70-тите години, по една средба меѓу бугарски и југословенски политичари токму за македонското прашање, југословенскиот политички лидер, еден од политичките лидери, Велјко Влаковиќ, вели за 30 или 50 години ќе ни се смеат за начинот на кој ги третираме средновековните цареви. Да. Еве поминаа 50 години, кој треба да ни се смее? Па, да, за жал, се уште очигледно не сме стигнале до таа фаза во која што ќе се смееме на вакви дебати. Да, за жал, оно што го гледаме денес е скоро истите прашања се уште се дебатират на едно многу високо и дури политичко ниво. За мене навистина тоа е на некаков начин апсурдно, но ќе видиме по 30 години дали некој ќе се смее на сето тоа. Кога зборуваме за Гоце Делчев и за илинденците генерално, тоа ли е најголемиот камен на сопнување во историјата меѓу двете земји или можеби ќе се разжестува дебатата како што ќе се приближуваме до Втората светска војна? Секако, можеби навистина тоа се најмитологизираните, да речеме, личности и настани и од бугарска гледна точка, Илинден, македонското револуционерно движење и така натаму. Меѓутоа, јасно е дека многу по, така да речем, незгодни, неудобни прашања за Бугарија се прашањата поврзани со новото време, именно со развитокот на еден македонски идентитет, многу јасен развиток во меѓувојниот период, значи во 20-тите и 30-тите години на 20 век, и посебно периодот на Втората светска војна, бугарската окупација во Вардарска Македонија и развитокот на едно македонско национално движење во тој период. Мислам дека да, тие прашања секако ќе бидат мощне конфликтни, макар и да не се толку, да речем, нема тој митолошки статус како што да речеме Гоце Делчев или Илинден во бугарскиот наратив. Нужно ли овие несогласувања да се решаваат по пат на ваква меѓу државна комисија експертска? Да подсетиме само уште пред 50 години Југославија и Бугарија формираат комисии токму за македонското прашање, па не даваат резултати. Какви се искуствата од другите земји? Има ли смисло таа комисија? Па, можеби во принцип би имало смисла од постојањето на ваква комисија и од дебатирањето на вакви прашања. Меѓутоа, оно што го гледаме посебно во случајот на бугарската комисија, дека тоа е секако комисија формирана со цел да ја заштити бугарската гледна точка, бугарската интерпретација, бугарската историска вистина на некаков начин. Од декларациите на учесниците во бугарската комисија ние гледаме токму тоа. На таков начин, такво симплистичко разбирање на историската вистина нема потреба никој, мислам, на тој начин не може да се решават вакви прашања. Кога се смета дека вистината е само твоја и спротивната страна нема никаков легитимитет. За жал, да, самиот состав на комисијата е проблематичен на бугарскиот дел на комисијата и всушност целите што си ги стават тие истражувачи, се историчари и други се проблематични сами по себе. Инаку навистина има во принцип би имало некаква смисла на некаков начин спокоен, без националистички ставови да се дебатират. Токму сакав да го прокоментираме и составот на комисијата. Од бугарска страна се влезени историчари познати по своите тврди ставови кон условно речено македонското прашање, додека од македонска страна, ајде да речеме, има поумерени историчари и тоновите кои доаѓаат од двете земји се различни. А што покажува тоа со оглед на тоа дека историчарите се бирани или формирани од бугарската влада? Може ли да се смета дека тоа е и однос на бугарската влада кон тоа прашање? На некаков начин, да, сигурно бидејќи знаете дека во бугарската влада
учествува и партията ВМРО БНД, която е директно вовлечена во тие, традиционално дел от тие контроверзии помеѓу Бугарија и Македонија. Така да, сигурно дека владата има некаква таква, учествува на некаков активен начин во формирањето на бугарската комисија. Да, значи, навистина и според мен е многу различен составот на двете комисии. Од македонска страна гледаме едни повеќе млади историчари, неоптоварени со националистички ставови, со стекнато искуство во странство, академско искуство. Од бугарска гледна точка гледаме едни мејнстрим историчари од големите институции, како што Бугарската академија на науките, Софискиот универзитет и така натаму, кои што представуваат на некој начин целата институционална моќ на бугарската историографија. Мислам дека во самиот почеток тоа е проблематичен избор всушност на истражувачи. За жал, можам да речам дека либералните историчари во Бугарија не се занимаваат со Македонија. Мислам, тоа е тема која што тие на секаков начин се обидуваат да ја избегнат како премногу товарена со националистички со национализам. И тоа е всушност жалко, бидејќи постојат либерални историчари во Бугарија, но токму поради фактот дека тие не се бават со македонските прашања, не постои критична рефлексија врз тие прашања. Господине Маринов, ви благодарам на гостувањето. Благодарам и јас, благодарам за поканата. Почитувани, тоа беше се во денешното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.